Генералката на Скопје заврши, градоначалникот тврди дека депониите и ѓубрето од улиците се исчистени, а поголемиот дел од контејнерите испраснети. Во овие вести Тамара Дичевска, кои се деталите. Акцијата за чистење на Скопје заврши, новиот градоначалник е задоволен од исходот. Над 100 возила за чистење и механизација учествува во чистењето на главниот град, како и околу 2500 луѓе. Меѓутоа, она што го затекнале во комунална хигиена Скопје, тоа што биле исправни, работеле само 16 возила. Старите и да се поправат, повторно би се расипале, па затоа Ѓоргиевски разговарал со премиерот да се набават и нови возила за комунална хигиена Скопје. Но и покрај тоа што изминативе 3 дена се чистеа контейнери, се чистеа улици, се миеше плуштодот, се чистеше и реката Вардар со багери, оние вештачко направени островчиња кои што се беа направиле во реката, меѓутоа и она ѓубри и отпад кои што пловеа во најголемата река во Македонија, меѓутоа и граѓаните и видеа на социјалните мрежи денеска можеше да се просведочи кај покрај чистењето Вардар повторно е преполн со ѓубре, па затоа Ѓоргиевски размислува по примерот и на другите европски градови, се разговара со компании да се постави мрежа на реката Вардар која што ќе го двои оној отпад и ѓубре кои што се влеваат во реката токму во Скопје, низ другите места и градови каде што поминува Вардар. Во продолжение го слушнеме новиот градоначалник Ѓоргиевски околу опцијата за решавање на овој проблем со ѓубрето во реката Вардар. Во постапка сме со една општествено одговорна компанија да обезбедиме мрежи кои што ќе бидат поставени во делот на течењето на реката Вардар. Нормално мрежи кои што нема да сметаат на живиот свет внатре во Вардар, кои што се пракса во сите развиени европски метрополи како поставување за заштитување на речното корито и заштитување на состојбата поврзана околу течењето на реката, така што во наредниот период ќе бидат изнесени деталите во јавноста, но тука ќе треба и централните институции да се вклучат во процесот на казнување. Не е доволно само ние од една страна да бидеме тие кои што казнуваат, ќе треба и Министерството за животна средина да се вклучи во целиот процес, затоа што и со поставувањето на мрежите ќе има и точна јасна детекција од каде доаѓа сето она што се случуваше изминатиот период, а беше поврзано со отпад во реката. Комунална хигиена пак останува во рацете на градот, иако во предизборието Ѓоргиевски кажа дека ингеренциите би требало да припаднат на општините, сепак со оглед на тоа што комунална хигиена располага само со 16 возила, доколку тие би се доделиле на општините, би се направил хаос во главниот град, па затоа таа ќе биде под градот Скопје, се дури не се зајакне предпријатието. Ѓоргиевски најави нов директор на комунална хигиена, како и на другите јавни предпријатија и на средните училишта ќе се менува целиот менаџерски тим. До сега се отпуштени 500 вработени од јавните предпријатија кои што земале плата, а не работеле, а Ѓоргиевски најави и уште отпуштања доколку се утврди дека работниците недомаќински работеле во овие предпријатија. Па во продолжение го слушаме и градоначалникот на оваа тема. Има систем за евиденција во кој што треба да се евидентира секој вработен. Тоа е најлесен начин да се утврди одредена девијантна појава и тоа не било работа која што ете јас сега само сум ја утврдил и утврдували во минатото и други, но за жал дали немале храброст, дали немале намери, не го направиле тоа. Инаку сакам за сите наши гледачи вечерва да појаснам, 500 луѓе значат 5 милиона евра на годишно ниво. Или во превод за 4 години тоа е колку што чини Луна паркот, што повеќе генерации израснавме да го чекаме 20 милиона евра. Тоа се сериозни средства. Тамара Дичевска со деталите. Вечерва гостин во тема на ден беше градоначалникот на Скопје.